Медицинската сестра е важен член на медицинскиот тим што се грижи за нашето здравје. Грижата за пациентите е нејзино секојдневие. Што е основен предуслов да се биде добра и успешна медицинска сестра? Па некоја формула за добар човек воопшто не постои во светот, така исто и за медицинските сестри. Меѓутоа, добрата медицинска сестра, успешната медицинска сестра треба да има неколку карактеристики кои што ќе бидат дел од незиниот карактер и професија. Според мене битно е и најбитно да има емпатија, нешто што на кое што не можете да влијаете. Или се раѓате со емпатија, или немате емпатија. Ако ја имате на вистинскиот пат сте да бидете добра медицинска сестра, ако немате емпатичност, ниту една обука и професионална постана добродба, нема тоа да ви го врати. Следната работа е професионализмот. Тој се стекнува со едно формално образование низ медицинските училишта, меѓутоа се надоградува во текот на работниот стаж на една сестра. И третата работа е условите за работа. Ако имате добри ресурси, ако имате убави услови за развој на медицинската сестра како професионалец, тогаш сите три овие карактеристики ќе допринесат за тоа една добра медицинска сестра да прерасне во вистински професионалец. Сестрата е првата личност што го пречекува пациентот и она која го испраќа. Значи, таа се грижи за пациентот, таа е негова потпора, поддршка, го теши, му влева надеж. Од приемот на пациентот до испраќањето, што стои на тој пат? Убаво кажавте, медицинската сестра како професија е најбројниот член во секоја болница. Најголемиот број на медицински работници се медицинските сестри, почнува од самиот прием на пациентот до испраќањето дома. Незиниот збор е пола од лекувањето и негата на пациентот, меѓутоа во текот на еден престој на пациент во болница работиме со мултидисциплинарни тимови. Значи, тој пристап мора да биде не само од медицински лица како доктори и медицински сестри, туку имаме помошни лица, лица кои што учествуваат во секојдневната наша работа, за да еден пациент излезе од една болница севкупно задоволен. Задоволството не го прави само операцијата, задоволството не го прави само лекувањето, туку целокупниот третман на пациентот. Често кога зборувам за професијата сестра, ја поврзуваме ние сите со лекување и нега, забораваме на оној момент кој што се вели превенција. Медицинските сестри се зборот кој што се шири меѓу народот, зборот кој што се шири меѓу сите во околината, нивниот глас се слуша. И од таа причина апел мој кон сите колешки кои што работат оваа професија е да влијаат врз луѓето превентивно, да се грижат за своето здравје. Клиничката болница Аџибадем Сестина работи најмногу на тој дел, на една современа дијагностика, на еден современ пристап на нашите пријатели дојдат здрави во оваа болница, го испитаа своето здравје, за да подосна потребните лекувања бидат полесни и во полесен стадиум. Не е само човечноста она што ја одликува медицинската сестра. Тука е и професионализмот, знаењето и усовршувањето. Значи, низ годините се менуваат протоколи, се воведуваат нови третмани, нови технологии. Значи, усовршувањето е основно право на сите медицински и обврска на сите медицински работници. Што всушност усовршувањето значи за вас? На вистинско место сте кога зборуваме за усовршување на една медицинска сестра. Морам да спомнам дека за да можете да се усовршите, треба да прво да почнеме со евалуацијата, комплетната евалуација на ликот на медицинската сестра. Формалното образование, медицинско школо, потоа факултети, специализации на сестри, тоа се само оној дел од формалните работи кои што ќе ги завршите, меѓутоа подоцна, доколку сакате да работите оваа професија професионално и така како што треба да сте спремни на целоживотно учење. Никогаш нема да престанете да учите. Современата медицина оди секој ден напред. Ако останете на она одамнината како што ние медицинските сестри работевме, тогаш не сте успешна медицинска сестра. Ние имаме еден симулацијски центар каде што вршиме обука на медицинските сестри. Имаме електронски систем на учење кој што ни помогна и во текот на ковид пандемијата да не губиме континуитет во нашето учење. Сега имаме еден нов систем за микроучење преку геймификација. Тоа значи дека медицинските сестри можат да учат преку мобилните телефони, каде и да се и во било кое време.
Едноставно само треба да имате желба, треба да сакате и да посакувате да бидете успешна во професијата. Андроники, благодарам за разговорот, посакувам успех и натаму со љубов да ја работите својата професија. Ви благодарам многу.